Аларм од стручната фела. Власта 18 месеци не најде време да изготви унифициран протокол за лекување на пациенти заразени со коронавирусот, а не успеа ни да обучи млади доктори како да ги лекуваат пациентите на кои им е потребен кислород за да ја пребродат болеста. Специјалистот Андон Чибишев, кој за време на најголемата ковид криза со месеци работеше во ковид триажниот центар, вели од и високата смртност од COVID-19 што ја рангираше Македонија на високото прво место во Европа, се должи токму на недостигот на протоколи за лекување. Да седнат и да направат еден протокол кој што ќе го препорачаат на сите здравствени институции по хиерархија од најдолу до најгоре, значи од примарна здравствена заштита до терциерна, да се знае како се лекува ковид пациент. Не ковид пациентите на еден начин да ги лекуваат, не знам, во домашни услови матичните лекари или нивните избрани лекари, поинаку да се лекуваат во една болница, па во друга болница друга терапија се дава. Овде во нашево окружување ќе видите дека сите држави имаат унифицирани протоколи според кои лекарите ги третираат пациентите кои имаат ковид инфекција. Уште еден голем пропуст на надлежните според доктор Чибишев е тоа што власта доцна набави вакцини против коронавирусот, што остави простор разни антивакцинални кампањи да се шират по социјалните мрежи. Во периодот кога сите организирани сериозни држави трчаа да набават што повеќе вакцини за да имаат на располагање и различни типови на вакцини и доволен број за да го имунизираат населението, ние правевме некакви договори со некои кинески фирми, па тие ни откажуваа, па ќе ни дадат вакцини, па не ни даваат, па после се ослонивме на донации кои што беа во ограничен број, малку не стигнуваа дури ни здравствените работници да се имунизираат. И мислам дека потврливме и во мотивирање на граѓаните, баш преку такви кампањи, да се во што поголем број имунизираат. И додека регионот масовно го имунизираше населението против COVID-19, надлежните во земјава тактизираа околу набавката на вакцините, а доцнеше и вакциналната кампања за подигнување на јавната свест кај граѓаните. Владата кампањата ја лансираше кон крајот на август, кога целосно имунизирани беа над половина милион граѓани. Кампањата за која државата потроши 250.000 евра мотивираше едва и 15% од невакцинираните граѓани да се имунизираат против COVID-19. Мало придвижување во имунизацијата имаше кон средината на август, кога стапија на сила мерките за влез во угостителски објекти, молови и на настани со сертификат за вакцинација. Првата недела се вакцинираа и по 14.000 граѓани, но интересот набрзо спласна. Па денес едва и 3.000 граѓани дневно примаат прва доза од вакцината. Во Македонија целосно вакцинирани се близу 700.000 граѓани, што е далеку од 1,2 милиони, потребни за да се постигне колективниот имунитет.